Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Над 800.000 евра очекуваат да добијат општините од Источниот плански регион како подршка на проектите за рурален развој. На седницата на Советот на градоначалници што се одржа во Берово, беа утврдени приоритетите за секоја општина посебно, при што Кочани очекува пари за патот од Оризари до локалитетот Добра вода. Околу 50 милиони денари од државни и од меѓународни фондови треба да добијат општините од Источниот плански регион како подршка на руралниот развој. Со овие средства ќе се финансираат 4 поголеми инфраструктурни проекти, за што веќе се поднесени апликации до Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, како и до Министерството за земјоделство и до UNDP. На седницата што Советот на градоначалници од Источниот регион ја одржа во Берово, беа утврдени приоритетните проекти за секоја општина поодделно, а за кои се поднесени апликации и се очекува финансиска подршка. Разговаравме за проекти кои се од интерес на истокот. Сите градоначалници беа спремни, односно аплицираа со проекти кои се од интерес како за општините, така и за регионот, и сметам дека во овој момент избравме она што беше најдобро. Морам да кажам дека сум задоволен и од текот на седницата и од разбирањето од колегите градоначалници, и со консенсус ги одбравме проектите со кои ќе аплицира центарот, што е многу важно за единството на Советот на Источно-планскиот регион и за соработката на градоначалниците од Истокот, која е навистина неопходна и многу важна. Од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, општина Кочани очекува да добие 15 милиони денари за изградба и асфалтирање на патот од селото Оризари до туристичкиот локалитет Добра вода. На седницата на Советот на градоначалници беше дадена согласност грантот што го доделува UNDP да го добие општина Виница, и тоа за рехабилитација на интернатот во селото Блатец, со што ќе се создадат услови за отворање центар за деца со посебни потреби. Општина Виница го доби проектот, тоа е грантот од UNDP во вредност од 33.000 евра. Тоа е изградба, тоест реконструкција на термофасада на интернатот во село Блатец и промена на столарија токму во тој интернат. Со овој проект кој што го добивме, не задолжија да мене како општина да смениме покривната конструкција. Според договорот на седницата на градоначалниците, за општина Карбинци ќе се наменат 20 милиони денари за изградба на пристапни патишта до планинските села и до туристичката населба Вртешка на Плачковица. Уште 10 милиони денари се планирани за општините Зрновци, Чешиново, Блешево, Македонска Каменица, Пехчево, Карбинци, Виница и Кочани за изградба на 11,5 километри полски патишта, а за што веќе е поднесен проект до Министерството за земјоделство. Министерот за локална самоуправа Сухел Фазлиу, кој присуствуваше на седницата, изрази задоволство од координираноста на Советот на градоначалници од Источниот регион и рече дека се преземаат активности за утврдување на дисперитетот во развиеноста на регионите. Уште поставката не е започната, тоа е поставка која ние го планиравме да почне во рамките на проектот што го имаме со швајцарската амбасада. Верувам дека за брзо време, наредната недела, веќе таа поставка ќе започне и очекувам дека ќе бидат инволвирани и експерти кои што треба детално да ја анализират и да имаме веќе за брзо време готово. На редовната седница, 11 градоначалници од Источниот регион разговараа и за координирање на акциите за прскање против комарците во регионот, како и за проблемот со бездомните куќиња. По околу 20 пожари месечно регистрира територијалната противпожарна единица на Кочани во тековната 2018 година. Поголем број од нив се пожари на отворен простор, што поради ветрот и топлото време се опасни и за населението и околните куќи. Пожарникарите со апел да не се палат страништата, оти толеранцијата за неказнување ќе престане, а казните се високи. Околу 150 пожари, од кои 60 во последните 3 месеци, или просечно по околу 20 пожари месечно, регистрира територијалната противпожарна единица на Кочани во текот на оваа 2018 година. На поголемиот број од интервенциите станува збор за пожар на отворен простор. Во последниот период палење на страништа, информираат од територијалната противпожарна единица на Кочани, од каде и апелираат за совесно однесување на земјоделците. Од почетокот на оваа година има околу 150 интервенции од различен карактер, со
со тоа што доаѓа просек некаде околу 20 интервенции месечно. Но последната недела е загрижувачка, пошто има пожарна површина околу 20 хектари на запалени страништа и при тоа се загрозени повеќе куќи од зависи дека се наоѓа пожар близина на кое село. На општина Чешиново Влешево дел и Зрновци. Затоа сакам да упатам апел до тие жители на тие места да не палат на отворено, бидејќи законот е дециден, забрана за палење на отворен простор. Со тоа ќе добиеме помалку штета и ќе дишеме чист воздух. Паунов додаде дека потврда дека во поголем дел интервенираат на пожари на отворен простор, покажува и последниот пожар од петокот, кога од палење стрништа беше опожарена земјоделска површина во атарот на селата Теранци и Кучичино. Во пожарот изгоре 10 хектари нискостеблеста шума, а загрозени беа и овоштарници и лозија. Само брзата интервенција на пожарникарите од противпожарната единица на Кочани спречила огнот да се прошири и во околните куќи, кога неретко се случува дури да дојде до загрозување на животите на луѓето. Затоа, територијалната противпожарна единица на Кочани апелираат на совесно и одговорно однесување од страна на земјоделците, посебно во општините Чешиново, Облешево и Зрновци, бидејќи, додава Паунов, се уште ги толерираат земјоделците во однос на палењето стрништа, само заради високите казни од околу 1500 евра, ако се затече лице да пали стрништа. Ако престане толеранцијата, вели Паунов, тогаш сите земјоделци кои палат ќе бидат казнети со високи казни. Општина Кочани го објави повикот со кој бара изведувач на градежните работи за асфалтирање на локалниот пат од местноста Крушка до селото Полаки. Инвестицијата ќе чини над 4 милиони денари, од кои околу половина се обезбедени од Бирото за регионален развој, а остатокот се од општинскиот буџет. Со објавувањето на јавниот повик на тендерската постапка за избор на изведувач на градежните работи, локалната самоуправа на Кочани и официјално ја започна постапката за доизградба и асфалтирање на локалниот пат од местото викано Крушка кон селото Полаки. Вредноста на овој проект е проценета на над 4 милиони и 200 илјади денари, а оваа капитална инвестиција е една од 98-те нови проекти за развој на планските региони, на селата и на подрачјата со специфични потреби, што се финансираат со средства од буџетот на Република Македонија. Преку Бирото за регионален развој обезбедени се околу половина од потребните пари, а со нешто повеќе од 2 милиони денари ќе кофинансира локалната самоуправа од општинскиот буџет. Со тоа ќе се реализира изградбата и асфалтирање на делницата од Крушка кон училиштето во село Полаки во должина од околу 800 метри. Со проектот се предвидува комплетна подготовка на теренот за изградба на коловозот, при што освен тампонирање и поставување асфалт, ќе се изградат и цевасти пропусти за атмосферската канализација. Пријавувањето на заинтересираните фирми на јавниот повик е до 10 август. Доколку постапката помине без проблеми и забелешки, тогаш се очекува градежните работи за изградба на делницата до училиштето во Полаки да се реализира во период од 3 месеци. Успешен настап на фолклористите на ансамблот Кочани на фестивалот Добринишко културно лето 2018 во Добриниште, Република Бугарија. Во месец септември им следуваат турнеи во Турција и Словенија. Фолклористите од ансамблот Кочани изедоа учество на фестивалот за ора, песни и игри Добринишко културно лето 2018, што традиционално секоја година се одржува во Добриниште, близу Банско, Република Бугарија. Тие престојуваа 4 дена во Банско, каде што настапија со возрастната рекреативна група и малата женска група. Во својот получасовен термин за представување, возрастната рекреативна група ги одигра ората, влашки игри и поседеница, а малата група се представи со водарки. На овој фестивал, освен од Македонија, настапија фолклорни групи и од други држави, а фестивалот од година во година добива на квалитет и квантитет во однос на настап на групи од странство. Ората што ги одиграа возрастната рекреативна група се интересни и станува збор за кореографии кои што досега не се изучувани од страна на фолклористи од Кочани, зашто зборува и за креативноста и иновативноста, како и за упорноста не само на фолклористите, туку и на кореографите Ристе Ѓоргиев и Јана Николова, кои што работат со нив.
Во Банско, Република Бугарија, фолклористите освен што настапуваа, имаа можност да уживаат во базенот и водните задоволства кои што ги нуди спа центарот во Добриниште. На овие фолклористи во текот на месец септември им следуваат уште турнеи. Возрастната рекреативна група на почетокот на септември ќе патува на неколкудневна турнеја во Република Турција, а првиот состав играорци од ансамблот Кочани ќе реализираат турнеја во Република Словенија. Високо меѓународно признание доби нашиот сограѓанин, новинар, поет, преведувач, публицист и хроничар Киро Герасимов. Како добитник на високото меѓународно книжевно признание, Герасимов ја доби повелбата на општина Сремска Митровица и на туристичкиот сојуз на оваа општина и стана почесен граѓанин на градот Сирмиум. На 8-миот меѓународен фестивал на поезијата во Сремска Митровица, Република Србија, Киро Герасимов ја доби наградата Сончев часовник, што ја доделува Домот на културата Сирмиум од овој град и меѓународниот фестивал. Наградата, како што стои во образложението, му се доделува на Герасимов за книжевното творештво создадено досега и влијанието за литературното творештво кај младите. Имено во месец декември минатата година, Герасимов ја преведе од српски на македонски јазик книгата Раскази Весела Олимпијада од српскиот писател Неделјко Терзик. Илустрациите во книгата ги направија учениците од ликовната секција на училиштето Никола Карев од Кочани под менторство на професорката Радмила Едровска. Со овој проект, како и со преглед на објавените книги поезија и проза наменети за најмладите и возрастните читатели, Герасимов конкурираше на овој фестивал. Меѓу наградените автори од Европа покрај Герасимов се и Виктор Шекеровски од Белград, Светомир Јовановиќ од Обреновац, Република Србија и Јурий Буковски од Руската Федерација. Во кратката изјава за медиумите, Герасимов додава дека наградата е резултат на неговата 40 годишна плодна работа како новинар, публицист, поет и преведувач. Како добитник на високото меѓународно книжевно признание, Герасимов ја доби и повелбата на општина Сремска Митровица и на туристичкиот сојуз на оваа општина и стана почесен граѓанин на царскиот град Сирмиум. Следува информацијата од спортот. Во Зрновци продолжуваат традиционалните спортски игри по повод празникот Илинден. Викендов се одигра преостанатите 5 надпревари, пошто се знаат екипите кои продолжуваат во осмина финалето на турнирот. Последните 5 надпревари во разигрувањето по групи се одиграа викендов во Зрновци на турнирот во мал фудбал во рамки на Илинденските спортски игри. На надпреварите одиграни во саботата силите ги одмерија екипата на ИНТ со Младинци и Фабијан со Грдовци. На првата средба многу подобри беа фудбалерите на тимот на ИНТ, кои победија со 5:1, додека втората средба заврши со нерешен резултат 2:2. Во неделата пак се одиграа уште 3 средби, на кои немаше резултатски изненадувања во споредба со досегашниот пласман на екипите. Тимот на Меджик загуби со 0:3 од екстра фунги, додека екипите на Дени 93 и Младост од Оризари одиграа нерешено 2:2. На третиот надпревар меѓу Рото М од Виница и Велјан од Кочани подобри беа кочанските фудбалери кои славеа победа со 6:2. По еднодневна пауза, турнирот продолжува во вторник и среда со четвртфиналните надпревари, каде меѓусебно ќе се вкрстат прво и второпласираните екипи од 4 надпреварувачки групи. Полуфиналните надпревари се закажани за петок, а финалето на турнирот е в недела на 29 јули.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Дојдување.